Премиер на друга држава ја бранеше Македонија, додека македонскиот премиер кажуваше анекдоти за средби со келнери. Првиот човек на хрватската влада, Андреј Пленковиќ, во Блед застана во дипломатска одбрана на Македонија, објаснувајќи дека Европската унија пристапувала целосно нефер кон државава во однос на евроинтеграциите. За билатералните прашања треба да имаме принципиелен став, каде што може да имате билатерални прашања, но ако не се поврзани со преговарачкиот процес, тогаш треба да не се разгледуваат. И мислам дека амблемски е примерот на Северна Македонија. Чекаат 15 години да го решат грчкото прашање, а сега имаат друго прашање. И ова не е фер, ова е штетно за Европската унија, ова го велам јавно со години. На иста маса со Пленковиќ беше и Ковачевски, но тој се зборуваше како се сретнал со келнери од Македонија кои работеле таму и го молеле да ја внесе државава во Европската унија за да се врателе тука. И потоа видов неколку македонски студенти кои што работат во кафетеријата, знаете што ми кажа? Ве молиме, направете се да ја внесете нашата земја во Европската унија. Сакаме да се вратиме дома и да работиме во земја на Европската унија, но дома, не овде, во Словенија. Ова не е прв пат премиерот Ковачевски да дава изјави со кои предизвикува иронични и шеговити коментари во јавноста. Една од нив кога го спореди односот на Бугарија кон Македонија со оној на Русија кон Украина, изјава за која подоцна првиот дипломат Бујар Османи го дообјаснуваше дека не мислел така. Дискурсот кој што се користи од страна на Бугарија кон Северна Македонија, за жал е многу сличен на дискурсот кој што Руската Федерација го користи кон Украина. Неприфатливо е таквите обвинувања да се злоупотребуваат за политички цели, особено во овој клучен период за иднината на Европа. Брзо потоа на друго патување во странство кај премиерот се разбуди југоносталгијата. А стандардот на вашите земји, затоа што тука гледам луѓе од Словачка, од Чешка, сега е подобар само затоа што сте членки на Европската унија. Наместо да побара, ЕУ построго да постапи кон Бугарија, која не испушта прилика да не уценува и условува на европскиот пат, или пак да собере конкретни гаранции од земјите членки на Унијата за влез на Македонија. Ковачевски своите патувања во странство најчесто ги користи за да бара странците да ги убедуваат ВМРО ДПМН да гласаат за уставните измени.